Драги мои, еве не во уште една емисија. Денеска ми е намера да се фокусираме на агро и екотуризмот. Мојата гостинка денеска ми донесе книги кои скоро излегоа. Би сакала за почеток да ни се представиш и да ни кажеш нешто повеќе за агротуризмот. Добар ден, благодарам Гордана што ме поканивте во вашата емисија. Моето име е Марија Ѓушева Ковачевиќ, инаку јас сум научен соработник во Земјоделскиот институт Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Инаку работам во оделение за агробизнис, економија и рурален развој, така да може слободно да кажам дека една потесна област во целава агроекономија е руралниот развој или веќе година работам за агроекотуризмот. Инаку работам на еден проект кој што е финансиран од Словеничката амбасада и од Развојниот фонд за надворешни и европски работи на Република Словенија. Многу сум среќна што едноставно Словеничката амбасада препозна еден многу интересен потенцијал дека ние можеме да го развиваме агроекотуризмот во нашата земја. Пред се би започнала со едно мало поимно разграничување, затоа што многу често терминологијата со агротуризам, агроекотуризмот се поистоветува со руралниот туризам, со екотуризмот. Сепак станува збор за агроекотуризам или земјоделски еколошки туризам како еден потесен дел од руралниот туризам, нели? И тој спаѓа во алтернативниот туризам. Меѓутоа, ова е потесен дел затоа што тука буквално станува збор за едно спојување помеѓу земјоделството, помеѓу природата и помеѓу човекот. И тука агроекотуризмот подразбира дека туристот или гостинот, нели како што сакаме да кажеме, затоа што тој кога ќе дојде во едно селско домаќинство, треба буквално да се чувствува како да е дома. Затоа ги викаме, нели, гости. Пред се тој гостин треба да живее со селското домаќинство, да го почувствува тоа секојдневие на селското домаќинство, да биде вклучен во земјоделските активности, дали тоа селско домаќинство се занимава со растително производство или со сточарско производство. Туристот тука е и наблюдувач, меѓутоа може и директно да биде активно вклучен. Тоа значи дека утрото може да го помине во да набере патлиџан, да набере краставица, да набере пиперка, да биде исто така активно вклучен во подготовката на појадокот, можеби во подготовката на салатата, собирањето на јајцата, подготовка на кајгана и така натаму. Значи, тука гостинот е буквално дел од тоа селско домаќинство. Тргнавме од ова затоа што навистина Македонија има многу голем потенцијал за развој на овој агроекотуризам. Не само потенцијал, него може да живее од тоа. И може да живее од тоа. Пред се затоа што нашите земјоделски стопанства се мали. Ние зборуваме за некој просек од 1,5 до 2 хектари земјоделска површина, неколку грла говеда, 100-200 овци. Значи, тоа се навистина мали земјоделски стопанства, особено ако ги споредиме со земјоделските стопанства во Европската унија. И ние тука не можеме да зборуваме за некоја голема конкурентност на овие земјоделски стопанства кои што живеат во нашите села, затоа што неговиот производ навистина чини многу повеќе отколку производството, да кажеме, во некоја голема фарма, каде што неговите трошоци се помали за да произведе. Поинакви услови се. Поинакви услови, повисока технологија на производство, а малиот мора да наоѓа некои други модели и начини како да опстане, како да екзистира во таа рурална средина. Затоа што ова мало стопанство мора да ги диверзифицира неговите приходи. Значи, едноставно не може да се живее нели само од земјоделското производство и веќе има и таков позитивен тренд, иако е во некоја многу почетна иницијална фаза, меѓутоа сепак постои еден тренд каде што се повеќе тие земјоделски стопанства размислуваат како, значи, тоа портфолио негово на приходи да го зголеми, односно и да има и други активности освен земјоделското производство. И токму сакавме ние во таа насока, нели, да
да им помогнеме на овие селски домаќинства, како да го направат тоа, значи кои се можностите со тоа што он ќе произведува земјоделско производство и да има и дополнителен приход. На каков начин им помогате? Значи, поддршката пред се, најпрво, минатата година, значи, почнавме со едно мапирање, да видиме, нели, што е тоа што го имаме кај нас и во која насока треба да се развива овој агроекотуризам и кои се тие земјоделски стопанства кои што се заинтересирани, кои што можеме да ги вклучиме, нели, во нашата база. Искрено да кажам дека имавме доста предизвици, затоа што има доста семејства кои се скептични дека може да го работат тоа. Дека не веруваат дека ако го работат и туризмот, дека тоа ќе донесе поголеми приходи или се само фокусирани на еден тип на производство и така натаму. Меѓутоа, успеавме да направиме една многу интересна мрежа, каде што веќе и селските домаќинства се комуницираат меѓу себе и веќе спознаваат дека навистина можат, особено со размена на меѓусебното искуство, нешто да направат. Ние организиравме значи, минатата недела, од средата до петокот, од 25 до 27 февруари, бивме во село Орман, во Охрид, на 2 километри од Охрид, каде организиравме една 3-дневна обука за агроекотуризам, каде што тука ни беа присутни учесници кои што некои започнале, некои размислуваат да се занимаваат со тоа. И токму таа обука беше ги опфати буквално сите теми кои што им се потребни, барем за почеток или да го доразвијат или да го надградат тоа што они го развиваат во моментов. Истовремено да бидат свесни што све е предизвикот на тоа и што точно така. Да, затоа што тој земјоделски еколошки туризам нема граници. Значи тоа го разговаравме со нив. Значи буквално на едно земјоделско стопанство може, освен тоа што може да биде поврзан гостинот со примарното земјоделско производство, нели, со садење, со копање, можеби со изнесување на гранки, со берба и така натаму. Исто така може да се организира концерт, например, со некоја убава акустична музика. Сега зборуваме за концерт од мали размер и ние зборуваме за туризам кој што прима максимум 20 гости. Не збориме за масовен туризам да дојдат 50-100 луѓе и така натаму, него нели туризам кој што е во помал облик, меѓутоа и таквиот туризам има и поголема вредност. Значи, она што беше интересно и ги обучувавме селските домаќинства е како да дојдат и до цената на производот. Значи, не е само, нели, вие да кажете, еве, ќе наплатам јас 1000-2000 денари, значи, многу е важно врз основа на што ќе се крира таа цена и да биде, нели, сепак на крајот селското домаќинство. Да се има увид колку е трошокот, колку е бенефитот од тоа. Точно, затоа што многу селски домаќинства, еве, и ние кога ги посетуваме или кога ќе прашаме, еве, ќе дојдеме утре, дајте ни понуда, многу малку на прсти може да се избројат тие селски домаќинства кои што се подготвени и ќе ви дадат понуда и понуда изработена врз основа на трошоци кои што навистина они ги имаат. И тоа е една голема слабост кај нашите селски домаќинства кои што сакаат да го работат или кои веќе го работат, затоа што или се ориентираат со некои цени кои што се можеби во соседството и многу често затоа што ние сме гостопримлив народ и велат дојдете па ќе видиме, а они ќе изнесат буквално, ќе се договориме, ќе изнесат буквално се на масата, без разлика дека тоа можеби повеќе ќе ги чини отколку ние што ќе оставиме пари, значи, во тоа селско домаќинство. И оно што го спомнав дека навистина овој тип на туризам нема граници. Значи, може да се организираат лавиринти со пченка, значи некој тој ентертејнмент што го викаат во некое селско домаќинство. Значи, може да се организира некое литературно читање, може да се организира интеракција само со животни, ако е, например, се работи за некоја сточарска фарма. Денеска знаете дека децата се целосно далечени од природата, како расте растенијето. Не знаат што е крава, што е не знаат што овца. е крава, не знаат што е овца. Верувајте, имаме прашања како ги разликувате осите од пчелите. Да. Значи, немаат исто така увид како едно растение, како се добива храна кој што они секој ден ја конзумираат, а верувајте дека има интерес. Сакаат. И тоа искуство кое што ќе го доживеат на една таква фарма е незаменливо. Го разбирам тоа, јас со моите внуци тоа го доживеам.
Да, значи, ние често, нели, кога особено сме многу зафатени, ќе им го дадеме телефонот, ќе скролаат цел ден, меѓутоа во главата ништо нема да им остане. Меѓутоа, ако ги однесете во едно селско домаќинство, каде што они ќе собираат јајца, ќе се дружат со животните што се таму, без разлика, може да е маче, куче, дали се во шталата, или ќе подготвуваат храна и така натаму, значи тој искуство нема да го заборават. Дефинитивно. Тоа е тој искуствен туризам, ние што го викаме, што е навистина незаменливо, особено за новите генерации. Кажете ми, дали имате некоја база на такви луѓе кои би понудиле такви услуги? Значи, искрено да кажам дека таа база е многу... Имаме ние база на селски домаќинства кои планираат, кои нешто развиваат, меѓутоа на веќе развиени такви селски домаќинства, можам да кажам дека во нашата земја да се десетина, кои што вие навистина имате комплетна услуга, збориме сега за професионализам, каде што сватиле, значи на вистина како треба да се развива овој агроекотуризам и го прават на вистинскиот начин. Меѓутоа, затоа и ја имавме оваа обука каде што на вистина сакаме да позборуваме со тие селски домаќинства, особено кај се тие слабости. Имаме селски домаќинства каде што, например, имаат услуга подготовка на домашен ајвар, од берба на пиперки, од подготовка и така натаму. Имаме селски домаќинства кои го нудат тоа, и затоа велам дека професионализмот треба да биде многу поголем, кај поголемиот број на такви селски домаќинства, затоа што се уште не се разбира дека да, јас ќе дојдам кај вас во дворот, во селскиот двор, меѓутоа сакам да се почувствувам убаво и тој селски двор да биде убаво среден, нели, да не бидат, да, тракторот е дел од тој рурален пејзаж, ама тој трактор да биде сепак, нели, исчистен, среден, дворот, да нема да расфрлано пластика, затоа го наметнуваме да има тој еколошки момент овој тип на туризам, затоа што секоја фарма може да биде убаво средена. Доколку домаќинот го разбере тоа дека е навистина вреднувано од страна на гостинот. А верувајте дека секогаш кога ќе влезете во некоја убава фарма со многу цветиња, веднаш е поинакво доживувањето, за разлика од фарми каде што вие влегувате, е сегде расфрлано, алати и така натаму, а тоа не бара многу. Многу е интересно што овој агроекотуризам не мора да значи голема инвестиција. Тоа не мора да значи дека вие треба гостинот да го сместите кај вас и да спие во вашата куќа или ако имате апартмани и така натаму. Нема потреба да инвестирате во апартмани. Тука зборуваме, значи, за буквално туризам кој што може да трае 2, 3, 5 сати и така натаму, 5 часа, каде што е заангажиран за некаква активност, некакво наблюдување, може да биде и едукација. Например, деца да се донесат во еден јаболков насад и буквално да седат на на слама, на било што, нели, да го има тој допир со земјата, и домаќинот да објаснува како го произведува јаболкото, кои техники ги користи и така натаму. Затоа велам дека за овој агроекотуризам може да се занимаваат многу земјоделски домаќинства. Не е потребно да градат нешто, да не знам какви инвестиции да прави. Да, тој ќе престојува во текот на денот кај вас, меѓутоа можеби други апартмани кои што ги нудат, нели, во рамките на руралниот туризам, тој повторно може да преспие во селото, во некоја друга куќа, така да ќе се направи тоа и мрежување меѓу селските домаќинства. Да ја осети душата на селото, на луѓето кои живеат таму. Јас имам искуство пред едно 15 години, работев со македонци кои дојдоа од Данска во Девич и направивме прекрасна програма во која луѓето доаѓаа, одеа со нив да купат млеко, да видат како се прави сирење, да уживаат во прошетките околу што ги има, да имаат можност. Меѓутоа, исто така добра соработка имам со етно куќата Шанчеви во Кратово,
во која ќе дојдете и го чувствувате по одењето, по даските кои шкрипат или учествувате во изработка на крца на сол. И тоа е она што луѓето го сакаат да го доживеат, бидејќи го немаат на друго место. Да, и они се исто така дел од нашата мрежа. И она што е многу важно и што мора да го работат и да го сознаат овие селски домаќинства е да соработуваат едни со други. Да. Тоа го потенцирам затоа што многу недостасува кај нас. Имаме селски домаќинства, меѓутоа работат, да кажеме, изолирано. Меѓутоа, сепак сум многу среќна што во текот на оваа работа и во имплементацијата на овој проект што го спомнав за проектот за заживување на традицијата и зачувување на природата, не спомнав како се вика проектот, инаку има мото "Мојата фарма, твој рурално доживување". Среќна сум затоа што и организиравме еден саем за селски домаќинства, тоа беше во јавна соба саемот, каде што тие селски домаќинства првпат се сретнуваат меѓу себе, дури можеби да се во истиот регион или многу блиски села, меѓутоа со разговори почна веќе да размислуваат добро, значи ти имаш добро вино, јас имам часови за месење леп, некое друго селско домаќинство има можеби сместувачки капацитет и тоа е она каде што треба да се направи таа една интегрирана меѓусебна соработка за да се направат една понуда која што јас кога ќе отидам во една локација да не поминам само 3 сати во подготовка на ајвар, него можам да поминам неколку дена затоа што имаме многу поголема понуда, поразновидна понуда. Тоа сакаме да го направиме и со овој проект каде што размислуваме, значи септември и октомври месец, имаме 2 интегрирани такви понуди, каде што ќе донесеме словенечки медиуми и словенечки туроператори и заедно со домашните секако, затоа што правенствено треба на нашите селски домаќинства и туроператори да им бидат таргет домашниот пазар. Значи, македонците... Дефинитивно мислам дека ние не си ја познаваме државата и не сме свесни кои убавини и кои можности ги имаме. Точно така. Дефинитивно, значи, со самата имплементација на проектот, еве и во едно село Орман, каде што бивме во Шато Орман, тоа е една дестилерија Балаклија, каде што има прекрасна околина околу самата дестилерија. Посетивме во рамките на обуката третиот ден, отидовме во селото Царев двор, во Преспа, каде што посетивме Spirit of Преспа, селското домаќинство. Не знам дали сте имале можност да го посетите, каде што домаќинката Ана Лабор навистина преубаво не пречека и она што е мое пријатно изненадување, сета храна која што ни беше послужена кај тоа селско домаќинство е подготвена од Сдружение на жени. Значи, е здружение кое што е мултиетничко и секоја од тие жени, како што објаснуваше и Ана домаќинката, дека секоја од тие жени си има некој специјалитет во што е најдобра. Значи, не прави се... И фокусирана е на тоа. И фокусирана е на тоа, да. Некоја жена го прави ѓомлезето најдобро. Значи, таа жена или пак неколку жени такви, затоа што, како што објаснуваш Ана, значи, вика, јас соработувам со нив, меѓутоа, нели, некоја иде на работа или пак други активности, така да може би една жена не е во можност, друга е послободна, значи, меѓусебно, доста се добро координирани и кога бевме, значи, на таа посета, имаше една многу голема гастрономска понуда од специјалитети, токму што се во преспанскиот дел. Значи, имавме циронки, имавме ѓомлезе, имавме други пити, имавме сокови кои што беа подготвени од домашни, локални производи и навистина, значи, доживувањето беше прекрасно. На самата фарма, кога ја посетивме, беа во тек агротехнички операции резидба. Значи, режачите беа на лице место, каде што ни објаснуваа, нели, како го прават, како ја прават и резидбата на овошките и кога заврши, излеговме со едно навистина преубаво чувство и преубави емоции од таа посета. Ме потсетивте сега додека зборувате за Девич, пак ќе се вратам.
уживање беше да се видат луѓето како сами берат патлиџан, пиперки, додека домаќинката ја спрема салатата, тие ја надгледуваат да научат да на таков начин го направат тоа. Дека вкусот на нашата храна, патлиџанот или овој што сега го увезуваме од Турција, се нешто сосема различити работи, за кои странците доаѓаат, ние не сме свесни какво богатство имаме и не знаеме да го сочуваме. Да. Ти го спомнам повторно сајмот, што го организиравме во јавна соба, иако беше во јавна соба, каде што нели има ограничени простории, меѓутоа таму имавме 50 на селски домаќинства и дадовме можност на некои од селските домаќинства да во живо организираат некакви активности. Имаме во село Рамне, исто така во близината на Охрид, Перустија Недановска, сигурно ја познавате. Наташа ни беше исто така со сопругот присутни таму и имаше часови за низините часови се викаат учиме да се учиме, каде што имаше многу голем интерес. Имаше 3 сесии на такви часови и навистина бивме пријатно изненадени каде што имаше представници од машката популација заинтересирани да научат да сукаат, исто така и од повозрасни жени, каде што имавме исто така возрастна женичка која што вика јас еве никогаш не сум имала можност да сукам и баш се пријави да учи да сучи. Навистина едно преубаво доживување, една многу голема посетеност. Бивме многу изненадени затоа што не очекувавме дека ќе имаме толкава посетеност, бидејќи тоа не е саем на храна, него буквално на селски домаќинства кои што се промовира дали со своите капацитети, со своите активности кои што ги работат на фарма со туристи, или пак сместување, или пак храна која што ја нудат таму. Верувајте дека имавме од село Зович еден од селските домаќинства кој што има ресторан во село Зович, каде што вели кога отидовме да земам нешто од храната, вели јас веќе немам ништо. Да, верно. Значи се продадов, вика буквално ништо, да ми кажевте порано да ви тргнем на страна. Тоа е само покажува колку малце знаеме и колку малце знаеме да го искористиме тоа. Тоа значи дека не водиме доволно сметка за она што го имаме, да можеме да го пласираме и да на некој начин да подигнеме на едно повисоко ниво. Точно така. Иако имаат многу предизвици, значи ако сакаме да го развиваме овој агроекотуризам, само да напоменам зашто и Земјоделскиот институт некако се зафативме повеќе за овој дел е, значи имаме многу интензивна миграција во руралните подрачја. Она што јас го работам за руралниот туризам, навистина е жалосно што ми се случува во селото, каде што ние според последниот попис, значи имаме 205 целосно испразнети села, без ниту еден жител. Имаме 200 села дополнителни кои што се до 10 жители и 615 села кои што се до 100 жители. Тоа е некој скоро 30% од вкупниот број на населени места, тоа е повеќе од жално, каде што овие бројки кажуваат дека за ние за некое блиско време ќе ги испразниме и овие села што ги спомнав до 10 до 100 жители. Да, дефинитивно. Значи тоа е навистина многу загрижувачки и затоа размислувавме дека можеби со овој агроекотуризам ќе ги привлечеме, ќе ги анимираме повеќе младите да не останат во селата. Лично мислам дека треба да сте поагресивни. Се трудиме навистина да бидеме поагресивни, затоа што она што го видовме во селата, и јас се радувам дека многу млади ни се приклучени во нашата мрежа со кои соработуваме. Затоа што младите се многу помалку заинтересирани нели да обработува почвата, да сади, да бере и така натаму. Меѓутоа, ако го работи и овој агроекотуризам, ќе биде многу повеќе мотивиран да го работи и тој дел. Затоа што младите нели многу се повични, да кажеме, со маркетингот, сакаат да објавуваат слики од нивната фарма, да го промовираат селското домаќинство и тука го гледаме оној мал надеж да кажам дека ќе ги привлечеме и веќе имаме конкретни случаи. Имаме, например, во село Лесново,
Тетка Весна се вика селското домаќинство, која има тетка Весна има ќерка која што завршила туризам и со нејза во разговор таа сама вели дека ќе остане во селото иако има само неколку жители, затоа што вели кај мене доаѓаат гостите, не морам јас да одам кај нив. Иако тоа успешно продолжат и понатаму да го работат, таа девојка во оваа рурална средина се ја гледа и днината таму да седи и не само тоа, него го работи тоа со некоја пасија. Затоа што навистина во туризмот младите гледаат многу повеќе атрактивност отколку во самата обработка на површината. Пак ќе се вратам на моето работење со Девич. Кога се разработи фармата и кога почна да функционира, многу луѓе кои беа иселени, беа, како да кажам, заинтересирани да нивните куќи се издаваат. И ние тоа еден период го правевме, бидејќи немаше место за да се сместат во куќата со која соработував. Тоа е многу интересно, затоа што ако имаме една успешна таква селско домаќинство, и јас како што споменав и со примерот од Спиритов Преспа, иако анимира и ангажира и други жени, и тие се вклучени во тоа, иако е успешен пример, верувајте дека кај нас тоа многу влијае. Да, и размислуваат да се вратат. Точно, и размислува и тој веќе да почне да работи и не треба да се гледаат како конкуренција, затоа што секој селско домаќинство си има некоја посебна специфика, своји карактеристики. Ако јас берам јаболка кај Ана во Спиритов Преспа, во друго селско домаќинство може да преспијам, во трето селско домаќинство можеби ќе садам патлиџани и така натаму, или пак ќе имам некоја фарма со кози, со крави или било што. Затоа велиме, знаете, некогаш кај нас оној македонски менталитет дека еве ако еден успее и друг се појави дека му е конкуренција. Не, напротив, треба да се гледаат како соработници наместо како конкуренција. Друг ден ќе не може да бидат сместени сите во едната фарма, ќе бидат сместени во другата. Многу е битно да соработуваат едни со други. Мене ми остана една неостварена желба, тоа е туристичка тура врзана со тутунот. Да доаѓаат, да берат, да нижат, да го стават да се суши. Постоеше интерес секогаш кога тоа го кажував, меѓутоа не успеав да го реализирам и ми остана неостварена желба. Тоа е многу интересно, затоа што ние кога бевме во Прилеп, исто така сакавме да иницираме некои селски домаќинства, не најдовме на некој посериозен интерес тоа да го работи, затоа што има навистина многу интересни активности, нижењето тутун, па тука е кочорацин, па поезијата, значи може да се врзе нели културата, традицијата, земјоделството и така натаму. Ама јас морам да спомнам еден пример, има едно место во Бали во Индонезија, каде што е многу развиено за туризам во оризови полиња. А ние ги имаме оризовите полиња кај нас и работев еден период за одржливи практики во производството на ориз. Дури имаше и такви некои размислувања. Значи, тоа е дури и високо луксузен туризам, затоа што таму туристите доаѓаат, ги посетуваат, прво имаат некои посебни заеднички системи на наводнување кои што се специфични и карактеристични само за тоа место. Меѓутоа тие може да садат или пак има посебни места каде што може да шетаат низ тие оризови полиња, може да се возат со точаци, значи многу активности да јадат храна која што е произведена само од ориз. Значи има туристи буквално од целиот свет кои го посетуваат тоа место. Ние го имаме нашиот кочански ориз, го имаме, ја имаме традицијата, го имаме брендот кочански ориз, каде што навистина имаме многу специјалитети кои што ги правиме точно така да има многу специјалитети кои што се навистина вкусни, убави и може да се понудат. Затоа велам, секој местенце, секоја локација во руралните предели си има своја приказна. Дефинитивно. Своја гастрономија, своја историја, специфична архитектура. Буквално секој местенце може да си изгради своја собствена приказна. Не само тоа, во рамките на екотуризмот, да речеме, јас долги години ја работам матка.
во Европа има 400 вида на дневни пеперутки, во Матка и Македонија има 200, од кои да речеме примероци во Матка ги има само таму. Едноставно еден парк на пеперутки, како што е во Танзанија, се одгледуваат, дел од нив се прават слики, се можност да се продаваат и да тоа постои како нешто што е бизнис и туризам. Не успеав да го реализирам тоа, бидејќи немаше осет за такво нешто. Да, значи биодиверзитетот треба да си има посебно место во овој туризам, агроекотуризам. Затоа и кога ја одржувавме обуката, имаме уште една обука од 11 до 13 во селото Лесново, каде што имаме посебен дел за примена на одржливи практики во земјоделското производство. Не е само важно вие да произведете домат или пиперка, него и како ќе го произведете, на кој начин. Ние кога одиме во некоја рурална средина, купуваме нели домашни производи, купуваме земјоделски производи, затоа што мислиме дека се тие произведени на еколошки начин, дека се произведени на начин каде што е потребено многу малку пестициди, многу малку штетни хемиски средства. И затоа треба исто така, значи да научат овие селски домаќинства да ги применуваат основните принципи на одржливото земјоделско производство. Да се грижат за здравјето на почвата, да се грижат за ефикасно искористување на водата, за биодиверзитетот, значи помало користење на такви штетни хемиски средства, затоа што со примената на овие одржливи практики, самата фарма добива на повисока вредност. Дефинитивно. Уште подобро ако таа применува, не знам, органско производство и сега има и нови трендови на земјоделско производство со помалку обработка на површината или со покривни култури, па некои системи како пермакултура и така натаму. Сите се тие некои трендови каде што може да и дадат дополнителна вредност на фармата доколку дава вакви туристички услуги. Кога ја споминавте Матка, значи ме потсетивте многу добро, значи јас последниот пат кога бев, Матка за мене беше една жива депонија. Да. Значи тоа сакам да го спомнам и во овој контекст, ние не можеме да развиваме туризам доколку ги имаме тие депонии не само во урбаните средини. Во Европа е со биодиверзитет од тропски период. Да тоа не можеме да го сочуваме, да го одржиме. Немаме ни сознание за тоа, за жал. Навистина немам зборови, затоа што не е само урбаните средини дека се полни со ѓубре или со депонии, дека фрламе насекаде, туку и руралните средини. Ја не можам да разберам како може во нека убава чиста река да донесе некој кревет, да донесе мивалник или такви крупни предмети кои што треба, значи буквално да ангажира превозно средство за да стигне до тој некој природен дел и да го остави ѓубрето таму. Навистина не ми е јасно. Не зборувам само за крупните делови. Значи секаде имаме пластики. Не можеме да развиваме едноставно туризам додека не го средиме тој дел од државата. Ќе се вратам на Матка. Кога влегувате на табла кај што пише кањон Матка, е место каде е Рамонда Наталија, која ја има на неколку места само во Македонија. Поминаа години од кога го спорам тоа и ништо не се промени. Не знам, навистина, пак ќе повторам, значи го имаме еве искуството со Словенија, каде што кога ќе отидете вие во Словенија, која што е прогласена нели за зелена, најеколошка држава, значи сме биле заедно, нели сме биле во иста држава, меѓутоа сосема по различен менталитет. Ја претпоставувам дека како што и Safe City функционира, дека навистина мора да се спроведуваат казни доколку сакаме да се исчистиме нашата држава. Не знам друг начин и метод. Ние казни, ама на папир. Додека не осетите од својот джеп, нема да има промени. Ако еднаш те казнат, втор пат, трет пат, па ќе размислуваш, а плаќаш дебели казни, како ќе се понашаш и што ќе правиш. И тоа е единствениот начин да дојдеме до нешто што треба, како треба да го правиме. Точно така. Вие не можете да промовирате агроекотуризам и велиме дека имаме
прекрасни рурални пейзажи, прекрасна храна, и кога ќе поминете само додека стигнете до локацијата и да видите депонија лево и десно од вас, како да објасниме на некој од страна што доаѓа дека ние имаме убави рурални пейзажи кога прво тоа се гледа. Навистина тоа ни е една голема дамка, може да кажам, не само за овој агроекотуризам, за руралниот туризам, него буквално и за масовниот туризам. Пак ќе се вратам на тоа. Казните се единствена причина. Ако тој куп на ѓубриште не знаеме кој го фрлил, ќе ја казниме општината или таа заедница тука што живее, тие ќе после бидат тие кои ќе надгледуваат случајно да не некој фрлил ѓубре и каде го фрлил. Јас ќе спомнам дека тоа, да, менталитетот и она организираност, особено на помалите места. Навистина, може, доколку се добро организирани, да спроведат некаква акција за чистење, и тоа може да биде нели редовно. Постојат и камери, постојат казни, значи, доколку сакаме да го решиме тој проблем, дефинитивно можеме, меѓутоа јас го гледам проблемот дека ние воопшто не се зафаќаме со решавање на тој проблем на отпадот и во руралните и во урбаните средини. Погледнете ги реките, Треска или Вартар, ѓубриштата околу, да. На никого не му, да не речам пречат, бидејќи едноставно грозно делува, природата се уништува, никој не размислува да не кажеме да го исчисти, да го казни околниот луѓето кои околу живеат и да го направи тоа едно пристојно место каде што Вардар ќе тече онака како што го паметам, со чиста вода, со треска во која се бањав. Сега тоа е нешто што е незамисливо. Нажалост, да. И никој не реагира на тоа. Нажалост е таква сликата, да. Да се вратиме малце на институтот ваш. Кажете ми неговата функција во однос на природа, на рурален туризам, на нештата што може би треба да се покачат за еден степен погоре. Какво е? Што е во суштина вашата работење? Вака се, Земјоделскиот институт, мора да спомнам дека се занимава со растително производство. Си има посебен институт за сточарско производство. Она што ние го работиме, особено она што го зборувавме за биодиверзитетот, за руралниот развој, ќе спомнам само неколку поважни работи. Првенствено е генбанката, каде што е во нашиот земјоделски институт. Тоа е едно национално богатство, каде што без тие стари зачувани сорти, значи не ни можеме да се фалиме во гастрономијата, како што самите рековме, не можеме ние. Колку сме ние во однос на другиве држави со таа генбанка? Значи, само може да кажам дека и тука грижата за нашиот генетски материјал што е зачуван во Земјоделскиот институт воопшто не е на задоволително ниво. Затоа што првенствено тоа е под капата на Министерството за земјоделство, кај нас се просториите кај што се чува тој генетски материјал. Меѓутоа тој генетски материјал доколку стои подолго време, го губи секако квалитетот. Сега јас не го работам тој дел, моите колеги го работат, не ни можам многу да кажам, меѓутоа знам дека е зачуван многу богат биолошки материјал во нашата генбанка. Единствено нешто што успеавме, тоа беше пред 2 години, да обезбедиме нови фрижидери, значи нови апарати каде што ќе се чува тој генетски материјал. Меѓутоа, тој генетски материјал после одредено време треба да се обновува, а за тоа обновување се потребни финансиски средства за кои што треба да бидат програмирани редовно секоја година, за кои што ние ги немаме тие финансиски средства, ниту финансиски, ниту човечки ресурси. Меѓутоа, сепак и со тие ресурси што ги имаме, значи настојуваме да го зачуваме тој генетски материјал што е зачуван во генбанката.
Оно што е друго што е интересно е за руралниот развој. Ово што го работиме и со агроекотуризмот, значи навистина, особено и за младите и за жените, значи се спроведуваат доста обуки, се спроведуваат повеќе активности за да можеме, како што реков и претходно, кај нашите. Значи, интересот, конкретно со овој проект можам да кажам дека е интересот на многу задоволително ниво, што сум Што значи дека треба што повеќе да го има. Точно така. Мислам дека со овој проект ги погодивме некако баш онака интересните точки или линкови помеѓу земјоделството и руралниот развој. И имаме навистина голем интерес и кога ја објавивме обуката за што ја одржавме во село Орбан и сега што ќе ни биде во Лесново, ни се пријавија многу учесници што сакаат да присуствуваат на таа обука, меѓутоа сепак капацитетите ни се толкави да можеме да примиме многу учесници, така да го ограничивме бројот до 20 на учесници и на првата и на втората обука. Навистина е она што е интересно, значи се работи на одржливите практики, како што кажав и претходно, и е многу важно за развојот на нашето земјоделско производство, затоа што знаете каква е особено состојбата со зачувувањето на почвата, дека деградацијата на почвата не само во нашата земја, него е и широм во светот, поради користењето на многу штетни хемиски средства, па тука и климатските промени, значи влијанието на човекот доведува до голема деградација на обработливите земјоделски површини. Значи тука моите колеги исто така доста вложуваат напори, исто така во селекцијата, селекцијата на видови, растителни видови кои што се поотпорни, да кажеме, на новите климатски услови, поотпорни се на суша, на големи дождови, како што и сме сведоци нели во последниот период што ни се случува. Јас значи затоа сакав да ја напоменам и публикацијата. Второто прашање сакаше да ми биде токму тоа, да кажете нешто повеќе за тоа и сами. Да, го донесов примерокот за публикацијата за агроекотуризам, затоа што навистина представува една практична алатка на секој кој сака да се занимава со агроекотуризам, може буквално да ги следи сите чекори кои што се опишани во оваа публикација. Првиот дел е информативен, каде што има многу јасни насоки што е тоа агротуризам, што е екотуризам, што е руралниот туризам, во која насока може да се развива, кои се сите тие можности за развојот на агроекотуризмот. Постојат исто така многу информации за храната, значи кои се тие производи кои имаат потенцијал да бидат заштитени во нашата земја, затоа што тоа е еден многу важен сегмент, како што рековме, гастрономијата, особено ако имаме заштитени земјоделски производи, тие добиваат уште на поголема вредност. Имаме еден посебен дел кај што објаснета законската рамка, затоа што многу селски домаќинства лутаат. И сега кога имавме работилницата, имавме многу долги дискусии каде што селското домаќинство не знае како да се, по кој основ треба да се регистрира како селско домаќинство, каде да се обрати, дали да се обрати во општината, дали во Министерството за економија и труд, или пак во ново формираното, нели сега туризмот премина во Министерството за култура и туризам. Дали треба таму да се обрати, затоа што едниот закон е во Законот за туристичка дејност е во Министерството за култура и туризам, другиот закон е во Министерството за економија. Навистина има особено тука еден голем гап, една голема празнина, особено помеѓу институциите и овие селски домаќинства, каде што и самите институции, самите општини не знаат како да ја спроведат таа евиденција или регистрација на селските домаќинства, или па да им објаснат по кој основ треба да се регистрираат. Тука треба многу да се работи во овој сегмент. И она што еден посебен дел е буквално како да креира понуда,
кои елементи треба да ги содржи една понуда за агроекотуризам, како да развива квалитетен агроекотуризам, кои стандарди треба да ги исполнува. Тука се спомнати во еден посебен дел Еврогитас стандардите за сместувачките објекти, има еден дел како да стигне до формирање на цена, значи буквално цел бизнес план, како да креира бизнес идеја, како да направи само еволуација на сопствените ресурси, затоа што видите имате селски домаќинства кои сакаат да развиваат, меѓутоа може нема доволно капацитет. Да кажеме, имаме можеби луѓе кои што немаат комуникацијски вештини. Нели, и доколку направи таква самоеволуација, и му недостасуваат некои сегменти, да кажеме, немам комуникацијски вештини, меѓутоа може би има некој друг член од семејството. Да кажеме, не знам, детето или пак било кој од семејството. Или пријател кој сака да соработува. Точно така. Или пак има исто така самоеволуација се прави на сопствените ресурси. Има некоја плевна која што е оставена, која што можеби воопшто не се употребува, зашто да не биде за спиење во слама, например. Тоа е доста атрактивно и доста ексклузивно и скапо. За жал, од режија ме обовестува дека сме при крај. Би сакала само да напоменам за тие што се заинтересирани како да дојдат до овој тоа. Значи, доколку има некој заинтересиран, значи ова публикација нема комерцијална вредност, значи може да се обратат до Земјоделскиот институт, да дојдат во моето оделение и да добијат публикацијата. За жал мора да завршиме. Драги мои, јас се надевам дека имавме еден разбирлив разговор за потенцијалите во туризмот, посебно руралниот и начинот на кој тоа може да го направите.